Состојбите во регионот и заеднички напредок беа темите на неформалната вечера на високата представничка на Европската Унија Федерика Могерини со премиерите и определен за премиер на 6 балкански држави. Целта на средбата во Брисел е консолидирање на заедничка соработка меѓу земјите на Западен Балкан и Европската Унија во насока на формирање инклузивни општества и широки економии, истакна шефицата на европската дипломатија Могерини. Ова ќе биде одлична можност за да изградиме подобро регионално разбирање и како да работиме на патот кон Европската Унија заедно. Не говориме за европска перспектива на Западниот Балкан, бидејќи тие се веќе Европа, но поентата е за перспективата за членството во Европската Унија на овие земји, нагласи Могерини. Безбедносните ризици, превенција од радикализмот и бранот на мигранти беа во фокусот на интересите на високата представничка на Европската Унија, бидејќи како што таа истакна, Западниот Балкан е клучен фактор за безбедноста на Европската Унија. Мандаторот Заев изјави дека посакува идната година Македонија да добие датум за почеток на пристапните преговори за членство во Европската Унија. Прават напори, а тоа често го најавува и комесарот Хан, макар и технички, назначено да се отвори еден аспект како помош во реформите што се потребни во земјата, па и во Македонија. Поглавијата 23 и 24 ќе бидат од огромна помош за реформите во правосудството и во безбедноста во Република Македонија, а тоа знаеме дека за нас значи сериозни реализации на забелешките и сугестиите од извештајот на Европската Унија, односно извештајот на Прибе. Јас посакувам во 2018 година да се одреди датум за преговори и официјално да ги отвориме истите, но час поскоро дали официјално или неофицијално отварање на поглавијата 23 и 24 ќе значат огромна помош за Република Македонија, изјави мандаторот Зоран Заев.